Ќе ги коментирате реакциите на ВМРО ДПМН партиските, но и на премиерот Груевски во врска со вашата завчерашна пресконференција кога ја најавивте комисијата за ревизија? Јас очекувам и понатаму да има реакција и на владата и на ВМРО ДПМН, тоа е добре дојдено, јавноста треба да биде запознаета со спротивните стравови. Премиерот и упати на некој начин една сугестија дека може ревизијата се заврши за 4 дена. Јас денеска, како што најавив, упатив барање до Државниот завод за ревизија да влезе и да работи. Ако тој успее да заврши за 4 дена, јас ќе бидам многу среќен. Реакциите од владеачката партија се и дека вашата комисија не е независна, туку дека таа е блиска до опозицијата и дека претходно има изградено ставови во врска со овој проект. Сите ние имаме ставови околу Скопје 2014. Јас сум длабоко уверен дека ова се луѓето кои што и тоа како имаат своја специфична тежина во оваа област, призната не само во Република Македонија, туку и надвор од нашите граници. Они се дел од комисијата која што доби позитивна критика од тогашната и власт, но и опозиција. И прво нешто што побарав од нив и што барам самиот од себе да нема никаква тенденциозност во оваа ревизија. Ние ќе излеземе со податоците, а потоа граѓаните, ако сакат институциите во државата, нека го преземат својот дел. Може само да појасните, рековте, ви ме разбравдали и искомунициравте веќе со ДЗР, со оглед на тоа дека они работат со предвидена своја програма. Поднесовте барање да се вклучат во вашата ревизија? Да, барањето е денеска упатено, точно они дека работат според своја програма и така треба да биде, но исто така треба да знаеме дека они имаат право и носат одлуки за дополнување на таа програма и исто поврзано со претходните прашања, сметам дека е исклучително битно да влезе и Државниот завод за ревизија, за да сите ние имаме на вистина еден објективен извештај, кој што со таа објективност ќе биде релевантен на крајот на криштата. Градоначалник во Србија изби афера Галеника во која е вмешан и сопственикот на српската лярница Јеремич. Најавивте ревизија на проектот Скопје 2014. Дали ќе има посебен осврт, бидејќи српската лярница голем дел од скулптурите и спомениците ги лееше во Скопје? Тој корупцијски скандал тресе на друга земја, не Република Македонија, затоа не би сакал да коментирам, особено во оваа осетлива фаза. Меѓутоа, се што е поврзано со проектот Скопје 2014, особено, како што кажав и на пресконференцијата завчера, сите информациите ќе може да ги добиете од комисијата која што е формирана и веќе почна да работи.